Добар ден. Власта е уплашена и во паника, затоа што е свесна за сторените криминали и не знае со каква документација располага Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за разобличување на овој криминал. И треба да бидат. Затоа што СДСМ ќе продолжи документирано да ги разобличува. Аферата скриени станови станува афера зграда на скриени станови. Една зграда, многу сокриени станови на високи функционери на ВМРО ДПМН на улица Димче Мирчев, број 20 во центарот на Скопје. Господинот Кирил Божиновски, генерален секретар на владата на Никола Груевски, исто така крие стан на име на својата мајка во оваа зграда. Во анкетниот лист, генералниот секретар на владата, Кирил Божиновски, пријавил стан во Скопје од 89 метри квадратни од 1989 година, земјоделско земјиште во Злокуќани, автомобил од 1997 година, куќа од 34 метри квадратни во Скопје од 2011 година и сето тоа како имот на родители. И уште 180.000 денари сопствен имот од продажба на половен автомобил. Но Кирил Божиновски во овој анкетен лист сокрил друг стан од 89 метри квадратни, кој што се води на името на неговата мајка Василка Божиновска со пазарна вредност од околу 120.000 евра. Еве го имотниот лист кој што е достапен на интернет, кој што потврдува дека мајката на генералниот секретар на владата Кирил Божиновски има стан од 89 метри квадратни со подрумски простории од 34 квадрати. Адреса Димче Митрев, број 20, Скопје, нова зграда, не е од 89-та. Божиновски не успеал да си купи стан, како што успеале двата сина на Силвана Бонева и како што успеала министерката Јанкуловска. Очигледно, во тоа успеала неговата мајка. Значи, во оваа зграда, некој спрат погоре од двата стана на синовите на пратеничката Бонева и координаторка на ВМРО ДПМН и некој спрат подолу од станот на министерката за внатрешни работи, стан има и Кирил Божиновски, генерален секретар на ВМРО ДПМН и неговата влада. За нулите на Мијалков беше виновна антикорупцијската комисија. За становите на двата сина на Бонева исто така. За станот на Јанкуловска повторно беше виновна антикорупцијската комисија. Која институција ќе биде виновна сега за криењето на имотот на мајката на Божиновски? Јавноста очекува одговори и конечно одговорност. Постојат ли воопшто институции во оваа држава што ќе превземат нешто? Благодарам.